Државниот грб таков каков што е во моментов ја отсликува реалноста на современата македонска држава, на македонскиот народ и сите етнички заедници. Ваков е ставот на председателот на ЗНАМ Максим Димитриевски, откако премиерот го отвори прашањето за промена. Пред неколку дена Мицкоски потврди дека со Вреди веќе разговарале за нов државен грб. Димитриевски пак тврди дека ЗНАМ досега нема разговарано со никој на оваа тема, иако секој предлог е вреден за разгледување. Прашањето за промена на државниот грб според владиниот партнер од албанскиот блок Вреди е добра прилика за пакет на промени и доуредување на другите етнички прашања, како што е формулацијата за албанскиот јазик во уставот. Ценати дека химната не ја одразува реалноста, на што од ВМРО ДПМН ја одговорија дека ниту се разговарало, ниту во иднина ќе се разговара за тоа. Но со дебатата за државниот грб ќе се отворат и други прашања, оценува лидерот на ЗНАМ. Факт е дека имавме еднаш можност и го менуваме, тоа се isfrливме петократката, кое што исто така е неодминлив дел од нашата историја. Ако веќе разговараме за промени на грбот или на државните одбележја, мислам дека ќе се отвори една голема дискусија, голема тема. Јас лично сметам дека овој грб кој што државата во моментов го има ги задоволува сите потреби и од историски континуитет и од географски континуитет. Од ВМРО ДПМН не отстапуваат од ставот дека Македонија потребно е да го напушти друштвото на земји со стари државни символи. Државата има историско наследство кое што може да се отслика во современ државен грб, смета пратеникот Антонио Милошовски. Македонија не сметам дека би требало да остане во друштво со Белорусија, со Таџикистан и со Ангола. Ова се едни од ретките земји во светот кои што се уште имаат советска символика по однос на државните грбови. Политичката јавност веќе дебатира, партиите се јавуваат со идеи, дали лаф или рис е добро решение, а Димитриевскиот ЗНАМ е дециден. Не смее да се дозволи во државните обележја да се наметнува политиката и преку нив да се врши партизација. Факт е дека од историски и хронолошки аспект во државата многу символи кои што се поврзани со Македонија и нејзината историја во минатото се употребувани од страна на политички субјекти. Сите тие символи нам ни значат, вклучувајќи го и лавот и сонцето од Кутлеш, кое што повеќе за жал согласно Преспанскиот договор не е составен дел од таа, да кажам, иконографија, но како и да е исто така и петокраката. Еден од лидерите на Вреди, Таравари, претходно повика да се решат етничките прашања, па да се фокусираме на економијата, евроинтеграцијата и корупцијата. Аналитичарите на став да не се прави дефокус од главните грижи. Сега се покажува дека оваа тема повеќе може да ги окупира медиумите и етнички, религиозни и други поделени структури во општеството, да се навраќаат и да дебатираат долго, наместо да се занимаваат со централните прашања. Од СДСМ порачаа дека остро се спротивставуваат на идејата. Сметаат дека сегашниот државен грб ги отсликува сите карактеристики на ова поднебје. Нема никакви етнички обележја и доколку има официјална иницијатива ќе ги искористат сите демократски средства на располагање за да спречат промена.